Со интонирање на химната на Република Македонија и едноминутно молчење со цел да им се одаде почит на сите жртви на војната и насилството од целиот свет, како и читање на пораката на генералниот секретар на Обединетите нации. Денеска беше одбележен меѓународниот ден на мирот по Битола. На плоштадот Магнолија пред присутните собрати председателот на Сојузот на борци од Битола Александар Трајковски, кој порача дека сите ние треба да се бориме да го сочуваме мирот. Војната, како што и сите знаеме, носи само страдања, носи немир кај луѓето, се рушат градови, села, се руши инфраструктурата, се рушат мостови, патишта и се друго што човекот ги градел. Затоа треба да сватиме дека мирот е многу важен да го зачуваме. Да го зачуваме со тоа да му овозможиме на нашите поколенија да можат мирно да живеат, затоа што војната носи само страдања. Во името на општина Битола пред присутните собрати советникот за образование Снежана Петровска, која порача дека пораките за мир испратени денес треба да не водат 365 дена во годината, секоја година, цел живот. Она што е наша обврска на денешниот ден е да се заложиме да ги учиме нашите деца за вредноста на толеранцијата, меѓусебното почитување, да инвестираме во училиштата и наставниците кои ќе изградат фер и инклузивен свет кој ќе ја прифаќа различноста. Да ги научиме младите генерации да творат и живеат во ненасилство, да градат мир, градејќи соживот и развивајќи ја културата, образованието и науката. Како дел од овој светски ден, денес и секој нареден ден да се бориме за мирот и да го браниме со сета наша сила, да продолжиме да градиме соживот, разбирање, да се заложиме за запирање насилствата и да не дозволиме злосторствата од минатото да се повторат. Да го зачуваме човештвото во мир и да ја градиме иднината. Меѓународниот ден на мирот е усвоен од Обединетите нации во 2001 година, како светски ден на ненасилството и преки на огнот на секаде во светот. Секоја година задзвонува звоно во седиштето на Обединетите нации во Њујорк, а генералниот секретар Бан Ки Мун испраќа мировна порака до целиот свет.